хујарчо, балансер еден. Зашо бе вака балансереш? Значи, управо е овој министеров Тошковски кој вика, значи, стварно срамота бе веќе, нема смисла. Истите муабети 30 години ги вердлате, како само албанци да живеат од држава, како да не постојат други. Секоја работа што треба да се направи, да се воведе ред некаков у држава, да се знае кој пие, кој плаќа. Ако не ви е од интерес, ако ги допира вашите националистички, шовинистички наративи, онда тоа го правдате како вашите реакции ги правдате како атак врз албанците, атак врз албанството. Значи, до кога бе? Малце ли владеевте 20 години на Дуи, мислам? Цели министерства вработувавте албанци во милион министерства. Поише албанци вработувавте неко македонци. По кој договор тоа го правевте? Ако више збориме за некои балансери процентуална застапеност. Ако се земе и пописот и договорот од Охрид 2001. Колку пати врз основа на тој балансер се прекршија многу работи. И тоа го гледаме ние. Во институции државни, во влада, во МАДА, во овие другиве институции што се. Ајде, некој да излезе со процентуална застапеност колку се вработени у последниве 20 години албанци, а колку според одреден балансер или тој договорот од Охрид според процентуална застапеност колку треба да бидат вработени. Ако више се држиме до некакви размери, односи, соодноси, закони и така натаму. Више не проаѓа. Законот за езиците мора да биде сменет. Од проста причина што ако сакаме сите да имаме некоја кохезија у општеството, значи мора да има еден службен јазик, македонскиот. И треба сите граѓани на територија на Македонија да го зборуваат македонскиот. Вашите идеи за правење паралелни институции, паралелна држава, кои што утре заутре многу лесно ќе може да се поделат и физички. Тоест вашата идеја за остручување на кадар, кој што утре при евентуалната поделба на државата би ги презеле институциите во другата половина кои што ќе се формираат од таа поделена држава, значи е провидна работа. За каква дискриминација правите муавет? Парите се во вас. Колку фирми во Македонија, успешни фирми, се во рацете на албанци? Колку има градежни компании што ги водат албанци, што ги управуваат, што го градат Скопје? За каква дискриминација правите муабет? Или тој наратив само ви треба пред вашето гласачко тело, колку да ги оправдате, да го оправдате вашето постоење и милионите кои што ги направивте криејќи се зад тие наративи за борба за човекови права, за албански јазик, за балансери и за такви работи. И албанците се свесни дека вие станавте милиардери за 20 години. Тој другиот комшија може да вас албанец нема леп да јаде и не знам како се снаоѓа, што све прави, дали кој црнец работи од сабајле до вечер у некоја берберница, дали иде копа тамо, прави нешто
има нива, па после продаа на пазар, па се снаоѓа или е, не знам, сточар некој или шо дае тамо. Ама преживое, работи од сабајле до вечер. За разлика од вас, кои што со тој наратив, албанците загрозени се, албанците леле, албанците, сите се против албанците, милиардери станавте на тој наратив. Со политички уцени, со 300 други работи. Мислам дека сте провалени оддамна. Затоа власта функционери на ВМРО со право веќе отворено ви го кажуваат тоа. Нема повеќе така понатаму. Не можете се уцени со закани за војна, со закани за облакање чизми и одење уплан. Значи не можете. Баш камуабе што вие веќе немате ни желба да одите у планина и да земете пушка у рука, затоа што кога имаш 2 милиарди на конто у банка, некако тешко се фаќа пушка у рака за да идеш да евентуално да загинеш, знаеш, у некоја планина. Потешко е некако. Оти на сметка на зимањето пушка треба овие 20.000 евра, може утре да ти ги папаат други, тие што ќе останат по вас, ама не и вие. Папаш, после тука више нема швалерки, нема курчење, нема трошење, нема кока шмркање, нема шетање Дубај, Мубај, вамо тамо, по рајски острови. Нема. Затоа малце потешко ќе ви биде да земете пушка у рука. Да ви кажам. А ако пак изманипулирате голтари, кои што ви веруваат слепо, да земат пушка у рака и да одат утре да гинат у планина, тоа оставам на разумот на тие што уште ви веруваат. Помина времето за фаќање пушки и идење у планини. Освен тоа, сум го кажал тоа, нашиве треба да бидат свесни. Значи, албанците сега, дури и да сакаа да кренат во стание некое овдека во Македонија на тема дискриминирани сме, се бориме за човекови права, како што беше во 2001 година, нема да помине, затоа што мислам дека последната работа што сега би го сакал State Department-от и Америка е да се отвори ново воено жариште тука во Македонија или на Балканот. Секако Македонија. И евентуално горе Босна. Че ги следев пораките што се случуваше, сега пак додек таму в Босна, ако се закануваше со отцепување на Република Српска, ги слушав изјавите на државниот секретар на Америка, на САД, на некои други таму луѓе. Му порачаа, дечко, не смееш ни да помислиш на таква работа. Големи влогови се во игра. Безбедносни влогови се во игра, огромни. Оти будаливе одгоре, овие што глумат терминатори сега Макрон и компанија од Европска Унија, замислете, онега кој што го сметаат за будала, кој што вика тука ќе престане војната у Украина за да не влеземе во нуклеарен судир, овие од ТЕУ се собраа и се договорија да го кренат степенот на вооружување, да вложуваат во вооружување нуклеарниот чадор Франција да го прошири на другите држави во Европа, во Европска Унија. Кретини веќе се борат против Путин. Замислете какви лудаци ја водат Европската Унија. Замислете. После обидот
на овој што сите го мразат американскиот председател, да ги смири состојбите, да ја смири војната, затоа што објективно ги сваќа работите дека Украина е загубена држава, дека Украина ја загуби војната, дека Украина се одржуваше живот благодарение на милиардите и вооружувањата кои стига од Америка и од Европска Унија. И сега вика доста, ова е многу опасно, може да помине во нешто многу позлокобно. Овие будаливе си прават филмови, ете сега ние сами ќе се бориме против Русија. А убаво им кажа сега и Марк Рубио и овој Маск на некои држави тука што се ублизина на Русија. Не сакате руската војска да ви дојде на граница, верувајте, какви филмови влагате. И се во едни такви околности, нас, дуи пак и бујар со бујна на вегетација на глава, кој знае колку пати прекалемена, пресадена, шо и прави тамо, пак се закануваат со политички кризи кои што може да преминат у немири, у војни, у такви работи. Мрш бе, само така треба да им се каже кај им е местото. Ајде да видиме нека пробаат. Ајде нека пробаат пак код 2001. Треба да бидат свесни што ќе ги снајде. И какви последици тоа може да донесе по нив и по Косово поготово. Тоа е една работа. Втора работа. Гледам пак тука некој некој ми кажа ќе се наплаќал, вика, ќе зголемеле, вика, паркинг место на клинички центар. Не знам, 50 денари ќе се плаќало саат. Некој овој министров, некоја албанска фирма земал, пошто нема македонски фирми од Македонија, мора албанска да земеш, нели? Која што сама наводно се надавала на тендер. Јеби. Че не се работи за тоа. Ајде од кај е фирмава, мада и тука е сумњива работата, али не е битно. Се работи за тоа. Доктор си бе, министре. Кај е хуманиов пристап кон целата работа. Као лекар. Но ние тамо што се борат за живот на клинички. Кај ужас е со лековите у држава. Лековите за тешко болните се тешко достапни, скапи, итн. Фондот не знае ни сам шо не покрива. Значи, нашиот фонд не е прашање шо покрива од здравствено осигурување што ни следи од лекови кои сме болни, него обратно. Списокот на што него покрива е огромен, особено ви кажам за овие што се поддефицитарни, ајде да ги наречам лекови, прашање зошто се дефицитарни, поскапи. За тоа треба фондот да биде. И сега, со сите скандали што се деси, изминативе години, и што се случуваат со онкологија, поготово, уште паркинг ќе наплаќате 1 евро, кај луѓево молат по фейсбуци, по телевизии, по да донираат граѓани за да може да се лечи, да може лекови да купи некој ден живот, уште вие ќе им ги зимате тамо за паркинг место, министре. Дали е тоа во ред? Оти тој да отиде на онкологија да се зрачи тамо, како што се гужви, како што не знам што тамо што се дешава све. 3 сата ќе ги загуби минимум. По 50 денара, по 60 денара, колку се тоа? 150, 2,5 евра. Секој ден по 2,5 евра. Колку денови? Место тие пари за лекови да ги даде или да ги собира на страна да може да се лечи негде у пичке си материне.
ако више не може тука да се лечи. Не е уреду. Шо вие филмов се обидувате да украдете од се и секого. Шо е сега? Дуи си замин од власт, вие дојдовте да равари се, вие да плячкате. Тоа е идејава. И за било кој се однесува. До кога ќе ја гледате држава као златно чекмеџе од кој што можеш да вадиш кога сакаш, шом доеш на власт? Тоа е поентата, доктор, на доаѓањето на власт, да се дојде на власт, да се стане министер, да се направи паркинг, за да можете да ги плячкате граѓаните во овој случај, оние кои што отишле тамо помош да бара да си го спасат животот, да им ги дозимате парите што ги немаат од джеп. Срамота, бе! Срамота! И ова што се дешава исто со тие паркинг места по центар, по вамо, по тамо. Срамота, бе! Ова не е Њујорк. Центарот не е Менхетен. Кој се седнам у центар негде, не ја гледам од тамо статујата на слободата. Гледам у две згради со грди фасади или со убави фасади што се залепени вака и што си гледаат еден од друг. И гледам у некои контейнери препуни што се тамо што се прелеваат. Не гледам у статујата на слободата, не сум на Empire State Building или на некој пичке си матери, на тамо облакодеру Америка. Шо правите? Кај не можете, градов не може да го реши ситуацијата со јавен превоз? Катастрофа! Кај ги принудувате луѓето да мора да запали кола за да заврши работа? Кај не можат ни да паркираат? Или ако паркираат да заврши да брка работа низ центар, денот ќе окошта уште поише, затоа што плакал се 70 денари паркинг, некаде и 200, колку е у центар на некој место да паркираш. 200-250 саа. Шо е ова? Стокхолм ли е ова? Плячка, само да се плячка. Има ли некој што ќе каже, човекот, како да кажам, онака, кој што ќе застане и ќе каже, доста бе ова, дај да видиме што се дешава. Тоа што наплаќате такви паркинг места е се и на клинички, бе, тоа на таткови ли ви е тоа тамо? Ова албанскава фирма што наводно добила тендер, што наводно треба тоа да го управува со паркингот. Тој простор тамо што е паркинг направен на татко ти е докторе, на таа фирмата албанска, нивни е тоа. Чив е тој тамо плац? Приватен ли е? Тој клинички центар за кого е направен? Со чиви пари е направен? Со чиви пари е опремен? За кого е наменет? За да помага на болни. И се вие курнази злоупотребувате нечија мука, нечија болест и уште да им вадите пари од джеп што ги немаат. Срамота. И на крај ќе завршам со љубави. Љубави од кај те извлекоа, бе, брат? Од кој нафталин те извлекоа? Абе, безгласна буква беше додека беше председател на држава. Трчаше по овие што сакаа да ни го
да не побугарчат, по Бојко трчаше со надеж дека ќе добиеш една преградка топла, братска, нежна. Многу непријатни гледки беа тоа. Джоа требаше да ни оставиш печаток дека сте многу блиски и дека сте на ниво на љубавници кои што ете ќе ги средат сите проблеми меѓу Македонија и Бугарија и дека Македонија ќе влезе во ЕУ. Ствари, вие не знаевте дека Бојко сака само да ви го опаша? Дека ништо не е многу заљубен у вас? Тоа не го знаевте. Само се обидовте да продадете таква прича дека сте многу сакани, додека не ви го опаша. А после гласачите за тоа ви го опаша во Македонија, па завршивте сега кај што сте. У опозиција тамо ќе останете 12 години минимум. А ако не се ВМРО ДПМН алчни, ако си ја прават работата, ако ваквите негативни работи кои со овој лекарот ги санкционираат на време, ќе владеат и поише од 12 години, тоа ви гарантирам. И сега ти најде да збориш љубави дека ВМРО бил про Трамп. Па со кого да биде? Вие уште не можете у вашите глави да прифатите дека Америка има нов председател. Пак ќе кажам, не го бранам Трамп. Многу добро знам Трамп. Од каде е, кој е, шо е неговиот бекграунд, како неговиот татко станал богат, како овој наслед, така натаму и така натаму. Нема тука ништо невино и наивно. Ако мислите дека некој случајно дошол и не знам каков ангелско минато има за себе. Ама и тоа не е тема на мове. Па со кого да игра бе ВМРО ДПМН? Љубави? Со председателот на Габон, со не знам, со оној на Канада, со Си Џиаопинг, како се вика овој, у Кина, со кого? Нормално со Путин не смеат да играат, окей. Иако ја не гледам зашо кога може Трамп и Путин да си подадат рака, зашо да не можат сите останати со него да си подадат рака. Но ајде тоа да го тргнеме на страна. Зашто со Трамп? Замисли. Ова ви изгледа новиот наратив на кој што ќе работите. Не можете уште да прифатите дека вашите татковци, спонзори, што ве спонзорираат додека бевте на власт, дека више ги нема во Америка. Се тргнати на страна. Не можете да се помирите со тоа. Дека тој свет базира на таа идеологија која што ја промовираше Америка на Бајден, дека више не постои. Се сменија работите. А вие као шо, вие на кој се клањате, сега не ми е јасно. Ако овие ВМРО на Трамп се клањаат, вие на кој се клањате? На ЕУ? На Путин? На кој? Сменивте нешто? На Бугарија? На кого се клањате? Лутате како бедни роднини, без компас сте комплетно и само ги вадите од нафталиновија како Сашо, новинарон, како овој љубави, бившов председател. Тие новинарчињата што ги интервјуираат, што знаеме од која провиниенција се, платеници на Сорос и Морос и разни тие USAID, што беа такви цел живот. Вие сега, па у кого бре, со кого да бидат? Па ја себе, мој совет бидете со Трамп, ја еве мој совет до ВМРО ДПМН. Слободно бидете блиски до Трамп. Шо поблиски? Свртете и грб на ЕУ. Еве, отворено им кажем. Не ги бива бе, едноставно. И кажав зашо не ги бива. Гледате шо прават. Таман, рековме,
чути овие двајцава големиве си подадоа рака Трамп и Путин, малце ќе се релаксира тоа лудило што беше собрано околу нуклеарните капацитети на две најголеми држави кои почнаа да се закануваат отворено со нуклеарна војна. Тама рековме лаби работава. Овие недоносениве почнаа и се закануваат на Русија, они ќе правеле нуклеарен штит, безбедносни, ќе подигале војна готовност, ќе вложувале у војска, у армија, у вооружување. Со Путин ќе се тепаат. Абе, тие две нацртани овци да им даеш ќе ги изгубат. Верувајте, ќе ги изгубат. Толку се неспособни. Тоа е таква бирократија. Избрана меѓу себе за да владее со огромна територија. У тесен круг е избрана. Таа не е избрана по демократски принцип на директни избори. И замисли, тие сега ја загрозуваат, понатаму ја ескалираат состојбата. Место таа да спласне. Што треба со нив да се клања? Не бе. Не. Европа без Америка, без Соединетите Американски држави е никој ништо. Нула најовично. Нула. Затоа што 45 дана е фазал. Нимав, но сега е се во ред. Некој разговор. Тоа е тоа. Уште еден апел. До власта. Немојте да дозволувате на ситници, кретениве околу, кои што изгубија власт, кои што се сега буквално во незавидна позиција, се дават во говна, да им отварате простор за муабети за приказни. И да им отварате приказни у нивните центри за дезинформирање, за да ве удираат без причина. Сите ситни говедарски работи, кои што спомнав онаа со паркингот, у старт сечете ги. Не ни треба нас второ ДУИ, ВМРО, ДПМН. Не ни треба ни втори СДС, не ни треба. Особено не второ ДУИ. Нема више, едноставно мора да се постават правила на игра и го знаете тоа добро и знам дека го знаете. И затоа тој наратив на министерот Тошковски многу ми се допадна. До кога бе? До кога на тој наратив ние сме обесправени ни ова ни она? Ред мора да има. Во тој закон мора да важи за сите подеднакво. Не може еден етникум да биде над другите. Што се подоле од вас албанците, србите, бошњаците, не знам, сите што живеат тука, ромите и тие помал број што ги има како хрвати, како не знам, црногорци, како срби. Што се помалце од вас? Зашо да нема закон за јазици за нив? Зашо и нивните тогаш да не бидат службени јазици, па и вие да морате и на српски да пишуете? И на не знам кој јазик. Терајте си, како што почнавте до сега, како што идете до сега ВМРО ДПМН и без ситни потези. Оние што на ситно сакаат да ви изиграат, да ви даат гол со пета, што викаше овој Амди Бајрам, одма на страна, одма. Мора на цврсти нозе да ја поставите држава у старт. Чувајте се, власта е најголемиот афродизијак опијат. Власта како што знае да го занесе човек и да го крене 2 метри од земја,
и веќе да не знае кај и шо е, ни каде оди, ни зашто оди, ни една дрога не е толку јака. Затоа чуете се од тоа. Се гледаме.